Знам два-три плагина вака што сум слушнал дека се користат за како вештачка интелигенција, дека може на пример има synthplant, не знам дали си го слушнал, кај што му даваш ти семпл и ти прави присад као синтесайзер да можеш да го свириш. Искрено не сум користал, не знам премногу, еднаш само као имаше некоја ситуација кај што имав некои комплицирана низа на акорди, не знаев како да направам као B-part и го прашав ChatGPT као ги имам овие акорди и сега што следно би можело да се направи као B-part за песнава, искрено не функционираше. Ако на пример има тие што се бариери некои што ги имаме сите како продуценти или како креативци, дека нешто не знаеш како да направиш и да ти помогне таа бариера да ја поминеш, на пример, некој сакаш да направиш конкретно некој специфичен звук на синтесайзер или некаков, не знам, драмс, некој што не можеш не знаеш како да ги направиш сам, тоа мислам дека е во ред. Ако додека е добра песната, сум окей со тоа, без разлика кој ја направил, дали сега не знам, не сум размислувал многу на темата искрено, ама еве на пример таа песната што имаш од Дрейк, некоја што беше скроз цела AI, некој го направил битот и Дрейк као само има AI глас од Дрейк е предобра, така да не знам. Што има врска као. На крајот денот не е битно. Да, ако е добра песната се едно, да. Се додека некој активно размислува за музиката, на темата, како сака да е крајниот производ, мислам дека може да се каже дека е авторска и тој да ги задржи правата. До тој степен ќе стане напредна вештачка интелигенција, конкретно музика што ќе имаме за секој ќе се прави посебна музика, односно ќе создава музика конкретно за твојот вкус. И тогаш више уметникот малца нема више никаква улога во целата ситуација на создавање музика. И сега тука не знам може да се запрашаме дали мислам дека вистинските уметници сепак музиката ја создаваат за самите себе, не за другите. Така да може и тоа е во ред да имаш персонален AI асистент што ти ги прави најомилените песни и само тоа го слушаш во сега.